Во овој моментот работиме со 34 ризични подрачја, од кои 13 се високо ризични. Во основа тој е оној дел и што можеме да го видиме и што е видлив условно да кажам на сателитски снимки. Што се критериумите за ризично? Има риби во незе самата по себе не е ризик, бидејќи чиме водата проточна, ризикот од ларви во незе е помал, а ако има жив свет риби, значи нема многу органски материи, распадни материи, а и рибите се хранат со ларви. Во основа, значи, треба да е застоена и да има отпад во таа вода. И во основа примерите на високо ризични се генерално каналите за наводнување во Скопско поле, се ископи или мртви делови од ископи од песок кои се наполнети со вода или мртви делови од реките. Можам да прочитам некои од нив. Значи, каналите Ирумлеви, Стајковци, Сингили, Джолгази Баба, главниот канал на Војлинден на Скопско поле, каналите во Драчево, каналите Батинци, Студеничени и оно што го оцивавме се уште неколку видови на висок ризик што претходно не биле земени во предвид. Тоа се септичките јами, значи улиците и населените места со голем број на септички јами влегуваат во висок ризик. Гробишта, заради застоената вода во басните и присуството на органски материјали во нив. И третата група се отпади за стари гуми или генерално старите гуми. Старите гуми, отпадите за стари гуми, ако не се соодветно чувани, се идеални престојавалишта за комарци. Сакси со цвеќе надвор што се чуваат, стари брујња со дождовница и така натаму. Ризикот е застоена вода. Едно од прашањата што беше разгледано, дали е ризик наводнувањето на парковите, прскањето на парковите, ако тоа правилно се работи, не е ризик. Меѓутоа, ако се остави цревото и се поправи подачето, надвор мокта да биде абсорбирано, секако може да биде ризик. Скршените јавни чешми исто така представуваат одреден ризик. Дел од овие високоризични зони веќе се обработени и се третираат.